Ние би требало да имаме Хајди Елзесер, која се јавува од Германија. Добро утро, Елзесер. Добро утро, Ордановски. Кажете ми, каде точно ве наоѓаме? Јас знам, ама опишете ми од каде се јавувате од Германија. Јас живеам во Херфорд, тоа е еден мал град кој што е во близина на Билефелд или некаде од прилика 100 километри јужно од Хановер. Значи во Северна Рајна, Вестфалија, која што е најголемата провинција во Германија. Така е, Северна Рајна, Вестфалија и една од побогатите провинции во Германија. Кажете ми, Германија представува известно здравствено чудо, што би се рекло, ако ги споредуваме податоците за тоа што се случува во однос на вирусната криза. Како поминувате вие, како ви поминува денот вашите пријатели, родни и така натаму? Па, јас сум тука со семејството, мислам со сопругот и децата. Во принцип, во нашиот дел, значи има делови во Германија каде што има комплетна забрана за движење, колку што знам во Баварија и во уште две други провинции во Јужна Германија. Кај нас почна се од прилика многу слично, паралелно како во Македонија, негде околу 10 март ги затворија школите, градинките и почна тоа да луѓе помалку да одат на работа, да се редуцира јавниот сообраќај, постои, мислам, возат и возови и метроа и автобуси, меѓутоа е се редуцирано и е празно, да речам. Значи, на ниво на цела држава нема онакви општи наредби, како во Полска или како во Италија. Меѓутоа, движењето е многу ограничено. Смееме да одиме максимум двајца на улица. И тоа на растојание по препорака, барем 1 метар растојание, со исклучок на фамилии или родители со деца. И луѓето, барем овде, јас каде што живам, тоа го почитуваат. Значи, кога ќе одам со кола да пазарувам, низ град на вистина има или 1 или двајца или никој, празно е. И мислам дека тоа, предпоставувам, дека тоа чудо за кое што зборувате се однесува на дисциплината на луѓето. Иако, да речеме, во супермаркетите не се внимава толку. Има и повозрастни луѓе кои сами си пазаруваат, веројатно нема кој да им купи, предпоставувам. И друго е што во Германија, барем по тие информации јас од радио што ги добивам, се очекува пикот да биде од средина на април до средина на мај. Така да овде сметаат дека се уште не дојдено до тие драматични моменти кои што се уште се очекуваат, за жал. Да. Госпожо Елзесер, вие сте професионален концертен пианист. Како ви поминува времето дома во карантин? Па, весело. Ние имаме 2 мали деца и така да не ни е досадно. Напротив, имаме повеќе време за фамилијата, за дружење. И оно што мене, например, лично ми одговара е што имам повеќе време сега јас да се посветам баш на пијаното, во смисла да работам репертоар за кој што во секојдневието немам толку време, бидејќи имам други, имам и редовни работни обврски, фамилиарни обврски и немам толку време да се занимавам со репертоар кој што ми значи мене лично. Меѓутоа сега во оваа ситуација позитивната страна е што нема ништо, се откажа, сите сме по дома, па барем можам да бидам на тој план активна и тоа ме радува многу. Од вас имаме едно тонско парче од 4 минути, едно видео парче од 4 минути 30 секунди на вашето домашно концертно пијано. Зашто станува збор, што ќе чуеме во наредните 4,5 минути? Значи, тоа е, јас такајте во овој период на карантин почнав, си реков што можам да направам јас за во ситуацијава, па почнав да објавувам така од време на време по некоја мала композиција која што ја свирам.
Ова последно парче кое што го снимив е од нашата композиторка Јана Андреевска, која што е професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје и моја драга пријателка исто така. Се вика едноставна песна за нежноста и е компонирана, всушност Јана има компонирано пред многу години за незиниот приемен испит на факултет. Меѓутоа има малку доработено и така многу пријатна номера. Јас многу работам со нашите, соработувам со композитори, исто, мислам и тука во Германија, во Франција и во Македонија исто така и со постарата генерација и со доста од помладите. Изведувам нивни композиции, така да ова беше еден, како да кажам, природна последица, нели, на мојата соработка со моите драги колеги. Ви благодарам многу за ова утринско вклучување. Хајди Елзесер, предлагам да го видиме и да го изслушаме парчето кое што утрински брифинг ќе го емитува, а потоа ќе се вратиме со нашиот следен гостин во студиото, а тоа е доктор Митов. Хајди Елзесер со незината изведба на едно кратко концертно пијанско парче. Повелете. Thank you.